Дневник на К1 телевизија следуваат најновите информации од Велес и регионот. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Хидроуличен лифт за домашна употреба која е донација од општина Велес ќе го олесни животот на Ристи и Владо. Во Свети Николе се гради нова водоводна и канализациона мрежа. Пуштена во употреба доградбата на Кавадаречката гимназија Добри Даскалов. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов на средби со жителите од селата се запознава со нивните приоритети и потреби. Праксата при крајот на годината да се сретне со нив е за да ги слушне нивните барања за наредната година. Градоначалникот Александар Панов ги започна средбите со жителите од руралните местни заедници. Праксата при крајот на годината да се сретне со нив е за да ги слушне нивните барања за наредната година. Вчера вечер се сретна со жителите на кавадаречките села Ваташе и Глишич, каде рече дека барањата на жителите на селските местни заедници се најчесто од сличен тип со оние од урбаните заедници. Ги сублимиравме сите оние барања на нашите сограѓани, нели, кои што имаат малце поспецифични барања, не поврзани со барањата на самиот град. Барањата се најчесто нели од сличен тип од тие што се во градот, нели нормално е комуналното уредување во делот на патната инфраструктура, тротоарите. Добро е што во некои од овие села, како што веќе е Сопот, селото Бегниште, веќе завршивме со патната инфраструктура и има некои ситни делови од краци од тие улици кои што треба да се доправат наредната година. При тоа соопшти дека има и такви барања од жителите на руралните средини кои не се во надлежност на локалната самоуправа, но за нив се земале за обврска да ги изменаџираат со владините институции и со сите субјекти со кои тие имаат релации. Има и такви барања кои што нели не се нити во надлежност на локалната самоуправа, меѓутоа за кои што ние како да не кажам менаџери на локалната самоуправа, че се изедовме за обврска да ги менаџираме и со владините институции, меѓутоа и со сите оние кои што со кои што тие имаат одредени релации, како на пример еве барањето на луѓето од Бегниште да им се укине она радиодифузна такса затоа што не гледаат никако телевизија, поготово македонска радиотелевизија, што е разумно барање и кое што од моја страна ќе биде проследено. Едно од нештата за кои сите присутни пројавија интерес е тоа дали ќе има дополнителни субвенции, на што Панов им одговори потврдно. Разговараа и за многу други работи кои ги тиштат присутните на овие средби, а се поврзани со инфраструктурните проекти. Деновиве започна реализација на уште еден голем проект во општина Свети Николе, изградба на водоводна и канализациона мрежа во населбата Сопотски пат. Министерството за транспорт и врски преку грант за поддршка на инфраструктурни проекти обезбеди околу 12 милиони денари за целосна реализација на овој проект. Нова водоводна и канализациона мрежа се гради во општина Свети Николе. Станува збор за две улици, односно водоводната мрежа во должина од 730 метри и канализациона мрежа во должина од 975 метри. Парите во висина од 11,7 милиони денари се грант од владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски за подигнување на инфраструктурните проекти во општините. Општина Свети Николе навреме аплицираше, навреме ги обезбеди овие средства и еве се реализираат. Ова е населба позната како Сопотски пат и верувам дека ќе биде на општо задоволство на граѓаните кои што живеат таму, кои што ги започнаа и ги градат своите куќи, затоа што се работи за нова населба. Профилот на водоводната мрежа е ФИ 125, додека на канализационата мрежа е ФИ 200 и 250. Проектот ги опфаќа улиците Михајло Апостолски и Гаврило Гаврилски. Како што истакна градоначалникот Тасев, општина Свети Николе продолжува со реализација на проектите предвидени во програмата. Поради основи на сомнение за сторено кривично дело за злоупотреба на службена положба, секторот за внатрешни работи Велес поднесе кривична пријава за две лица. Кривична пријава поднесе СВР Велес против 62-годишниот КК од Велес, секретар во Општинското основно училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот,
поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување и против 58 годишната Ф.И. Исто така од Велес, одделенски наставник во истото училиште, која претходно била директор, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата. При подготвување на платните списоци, КК сам си пресметал повисока плата за периодот од февруари 2015 заклучно со септември 2016 година, зголемувајќи го коефициентот предвиден за работното место кое го извршувал. ФИ пак извршувајќи ја функцијата директор на наведеното училиште во тој период со пропуштање на должен надзор и контрола на платните списоци изготвени од првопријавениот, му овозможила на истиот да се стекне со противправна имотна корист, со што го оштетиле буџетот на Република Македонија за 88.600 денари. Хидрауличен лифт за домашна употреба доби семејството Димитриевски, кој е обезбеден од страна на општина Велес и Сдруженијето на лица со церебрална парализа. Ова е дел од акциониот план за лица со посебни потреби, а целта е да се подобрат условите за живот на лицата со посебни потреби. Семејството Димитриевски доби хидрауличен лифт за домашна употреба. Условите за живот на Ристи и Владо, кои поради мускулна дистрофија не се подвижни, сега се подобруваат. Ова ортопедско помагало ќе биде од голема помош на нивната мајка Лилјана. Таа денеска не го криеше задоволството од донирањето на истото. Че ни се олесни работата, досегашно ни била многу тешка, претешка како мајка на двајца сина, толкави големи. Јас сум презадоволна. Што да ви кажам друго? Тоа е. Задоволство ми е и им благодарам што стварно се трудат да ни помогнат. Хидрауличниот лифт е обезбеден во соработка на општина Велес и Сдруженијето на лица со церебрална парализа, но е дел од акциониот план за лица со посебни потреби. Оваа година некаде беше во летниот период за прв пат се купија двете електрични колички кои што беа донирани на наши сограѓани, кои што веќе ги употребуваат. После таа активност во соработка и во разговор со градоначалникот констатиравме дека ако нешто е потребно, потrebно е да се набави хидрауличен лифт за домашна употреба, за Ристи и за Владе кои што се оневозможени и кои што навистина без помош од овој лифт не би можеле да станат од своите кревети и да ги обавуваат животните функции. Денес сме овде за да го предадеме лифтот. Тоа беше ветено пред неколку месеци. Ова што го правиме во моментов е дел од стратегијата што е предвидена за помош на тие лица. Денес како направивме во овој дом, во следниот период планираме колку само за информација да комплетно ги отстраниме сите архитектонски бариери за лицата со посебни потреби низ градот. Ондамо каде што има потреба од корекција ќе направиме корекција, ондамо каде што има потреба да се догради нешто ќе доградиме нешто, значи и тоа мора да биде завршено во 2017 година. Впрочем, тоа ни е предвидено и у програмата и у акциониот план. Општина Велес е лидер во регионот во процесот на подобрување на условите за живот на лицата со посебни потреби. Општината обезбеди Брајов печатар, го отвори центарот за слепи лица, а неодамна додали 2 инвалидски колички. Пуштена во употреба доградбата на Кавадаречката гимназија Добри Даскалов. Станува збор за доградени 8 простори кои чинат околу 20 милиони денари, средства обезбедени со помош на владата на Република Македонија преку Светска банка. 8 доградени кабинети во Кавадаречката гимназија Добри Даскалов денеска беа пуштени во употреба. Инвестицијата на овој проект чини 20 милиони денари, средства обезбедени со помош на владата на Република Македонија преку Светска банка. Целта на овој проект е што поквалитетни кадри и поквалитетно образование, како и заштеда на електричната и топлотната енергија. Само со таква желба можеме да постигнеме многу поквалитетно кавадарци и многу поквалитетна Република Македонија, рече градоначалникот Александар Панов во изјава за медиумите. Со ова, вклучително и донацијата од Универзитетот Гоце Делчев, да имаме што поквалитетно образование, да имаме што поквалитетни кадри. Само
со таков порив, само со таква желба можеме да стигнеме до многу поквалитетно Кавадарци и до многу поквалитетна Република Македонија. Ние имаме веќе наменето средства до директорката. Во тек е тендерот, односно набавката за опремување на 3 до 4 училници. Очекуваме една училница многу модерна да биде опремена од страна на Гоце Делчев, на Универзитетот Гоце Делчев. Општината веќе има обезбедено финансиски средства за комплетно опремување на неколку училници. Се очекува една училница да биде опремена од страна на Универзитетот Гоце Делчев од Штип и смарт табла како донација од Кожувчанка. За многу кратко време комплетно ќе се стават во функција сите 8 кабинети. Сето ова ќе значи поквалитетна и посовремена настава во подобри услови за учениците и вработените во гимназијата. За нашите ученици и вработени ова ќе значи поквалитетна настава, ќе значи работа во поквалитетни услови, учење во поквалитетни услови и се надеваме дека со тоа ќе се зголеми воспитно наставниот процес. Дали ќе успееме во една смена да учиме, може би од 7 до 13 не, но со добра организација, како што каже и градоначалникот, неколку часа ќе се заштеди. Но пред се е оваа доградба значи поквалитетна настава и е во функција на посовремена средина за учење. Освен овие 8 кабинети во оваа установа, е сменета кровната конструкција, како и замена на старата со комплетно нова ПВЦ столарија. Со финансиите од Светска банка кои беа наменети за реконструкција и подобрување на условите во образовните установи во Кавадарци, во училиштето Кирос Панџов Брко во износ од 4 милиони денари се обнови кровната конструкција и се постави исто така нова ПВЦ столарија. Во основното училиште Тоде Хаджитефов во вредност од 6,5 милиони денари се изврши реконструкција на кров, замена на столарија и пренамена на системот за грејење од дрва на пелети. Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на општина Велес го распиша конкурсот за стипендирање на талентирани ученици и студенти за учебната 2016-2017 година. Право на стипендија имаат кандидатите кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Македонија. Од оваа година е зголемен и бројот на стипендии, 20 за средношколци и 20 за студенти. Конкурсот ќе трае до 17 ноември и ги повикуваме сите ученици, средношколци, кои остваруваат различни успеси на меѓународни и на државни надпревари, кои имаат континуиран одличен успех и кои сметаат дека ја заслужуваат оваа стипендија, да ги подготват документите кои ги имаме во конкурсната документација, а конкурсната документација е објавена на сите веб портали на општината Велес. Еве сега и вас ви информираме како медиуми, може да ги видат сите потребни конкурсни документи и да ги приложат заклучно до 17 ноември. Од друга страна, истото важи и за оние студенти кои остваруваат висок просек, кои постигнуваат одлични резултати, кои се активни во научно-истражувачката дејност и кои остваруваат поголем просек од 9, може да ги комплетираат сите документи кои ги бара конкурсната комисија и заклучно со 17 ноември да конкурираат. Околу 12 милиони евра изминатиот период се инвестирани за развој на културата и културните институции во Велес. Како град со богата понуда на културни настани, на годишно ниво редовно се организираат стотина случувања кои привлекуваат голем број посетители. Ова го истакна Каролина Панова, председател на Унија на жени на ВМРО ДПМН. Минатата година културната програма на градот беше значително збогатена со изборот на Велес за град на културата за 2015. Рекордни 12 милиони евра инвестираше владата предводена од ВМРО ДПМН за развој на културата и културните институции во изминатиот период во Велес. Вложувањата во културата значи силна поддршка со конкретни дела и конкретни проекти, истакна од партиската говорница на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, председателката на Унија на жени Каролина Попова. Велес доби една од најсовремените театарски згради во Република Македонија. За незината изградба и опремување вложени се 11,9 милиони евра. Објектот се простира на површина од 4200 квадратни метри и располага со голема сала со капацитет од 370 посетители и мала сцена со можност да прими до 110 посетители.
Попова истакна дека за прв пат по изградбата на спомен костурницата се изврши санација. Реконструирана е административната зграда на Народниот музеј, а во тек се активности за археолошки истражувања на локалитетот Велешко Кале. Во оваа фаза акцентот е ставен на Акрополата, која 70% е истражена, а активностите продолжуваат и во иднина. Во локалната библиотека Гоце Делчев реализирани се повеќе инвестиции. Во последниве 3 години набавени се над 10.000 книги, со кои се збогати книжниот фонд, се заменија старите дрвени со нови певец се врати, се изврши замена на прозорците за медиотеката, читалната, набавени се нови столчиња и LCD проектор, набавени се нови компјутери, а владата на Република Македонија донираше 6202 книги во рамки на проектот за превод на 1000 стручни и научни книги. Секоја година во Велес се организираат низа настани со богата културна содржина. Градот останува да биде столб на културата во Македонија, потенцира Попова. Кирил Гравчев е добитник на актерската награда за животно дело Петре Прличко за 2016 година. Доделувањето на оваа награда е во рамки на одбележувањето на денот на општина Велес 9 ноември. Актерската награда за животно дело Петре Прличко за 2016 година вчера вечер му беше врачена на актерот Кирил Гравчев од страна на градоначалникот Славчо Чадиев. Во чест на добиената награда, неговите колеги од Велешкиот театар ја одиграа представата Старицата од Калкута. За Гравчев оваа награда е од огромно значење. Особено ми е драго што ја добих оваа награда Петре Прличков. Со Петре бевме многу блиски и сме работеле заедно, ми режирали, сме играли и сме биле приватно многу блиски. И затоа многу ми значи оваа награда и би дал 10 за оваа. Доделувањето на актерската награда за животно дело Петре Прличко е во рамки на одбележувањето на денот на општина Велес 9 ноември. Стихозбирката Круг полукруг на велешкиот поет Игор Крајчев доби промоција во Друштвото на писатели. Повод за оваа промоција беше престижната награда Енхалон на Крајчев која доби на годинешните Струшки вечери на поезијата. Промотор на истата беше директорот на Струшките вечери Мите Стефовски. Стихозбирката Круг полукруг на новото поетско остварување на Игор Крајчев доби промоција во Друштвото на писатели на Македонија. Како добитник на престижната награда Енхалот на годинашните Струшки вечери на поезијата, Крајчев ја потврдува естетската вредност на младите автори. Задоволство е да се зборува за делата на Крајчев, вели Мите Стефовски, директор на Струшките вечери на поезијата. Како еден од поистакнатите млади поети и со двата жанра успеа да ја привлече читателската публика. За Велес Милевски, Крајчев е уште една потврда за доаѓањето на младите автори во Друштвото на писатели. Нивните настапувања со високи естетски вредности, Велес Милевски, представуваат достоинство за нашата асоциација. Имавме една средба со автор кој што веќе зад себе има неколку впечатливи поетски книги кои што ставија траги во поновите развојни фази на македонската литература, но јас посебно сакам да истакнам дека Игор Крајчев има и една активна улога во Друштвото на писателите на Македонија како член на Собранискиот одбор. Ова е еден убав пример и тој пример треба да биде поттик за младите автори кои што создаваат, кои што се носат својот талент, своето знаење, својата, да ја наречам и занатска уметност во создавањето на поезијата, да ни се приклучат во јатото на Друштвото на писателите на Македонија и сите заедно да се гордееме со она што го создава таа популација на творци. Голема е честа да се направи промоција во просториите на Друштвото на писатели, вели Игор Крајчев. Ова значи еден вид на признавање на книжевната вредност на оваа книга, додава Крајчев. Игор Крајчев е автор и на книгите Реалност, Војни и Херои и 3 секунди. Добитник е и на највисокото признание на град Велес 9 ноемвриската награда за достигнување на полето на културата, како и за посебен придонес за развојот на културата во градот. Добитник е уште на наградите Празник на липите на Друштвото на писатели на Македонија, Книжевен круг на литературната манифестација во Битола, на специјалната награда на Карамановите средби, како и на наградата Прозни мајстори.
Владеачката коалиција потпиша декларација насловена како Македонија 2020. Со оваа декларација тие се обврзуваат дека ќе работат во интерес на граѓаните се со цел подобрување на условите за живот. Лидерите од политичките партии кои се дел од коалицијата за подобра Македонија денеска ја потпишаа декларацијата Македонија 2020. Со оваа декларација тие се обврзаа дека ќе работат за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Нашите ветувања тежат, нашите зборови вредат. Сите заедно ќе помогнеме за подобра Македонија, рече председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Оваа коалиција останува и понатаму на стратешките определби: создавање на нови работни места, Македонија во Европската унија и во НАТО, унапредување на меѓуетничките односи и борбата со организираниот криминал и корупцијата. Од другата страна пак лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев најави генерален реизбор во судството. Ќе раскинеме целосно спрегата на несовесното судство, истакна лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Според него, лицето на правдата ќе биде целосно нов, самостоен, независен, совесен, одговорен судски систем. Со реизборот во судството, политичарите, извршната власт, ќе мора да ги повлечат канџите од судството. Реизборот ќе се случи по критериуми, што веќе во повеќе земји даваат видливи резултати, додаде Заев. Според него, доаѓа време кога секој ќе биде еднаков пред законот, секој заслужува правда, порача тој. На полноќ завршува рокот за доставување на кандидатските листи за предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. Земјотресите не запираат. Во изминатите 24 часа 2 земјотреси се почувствувани во Македонија. Вести од Македонија. Земјотрес со интензитет од 4 степени според Европската макросеизмичка скала е почувствуван из утринава во 5 часот и 40 минути во југоисточните делови на Република Македонија, соопшти Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Епицентарот на земјотресот бил во соседна Грција со магнитуда од 3,8 степени според Рихтеровата скала. Ова е втор земјотрес во изминативе 24 часа со епицентар во Грција, кој е почувствуван во југоисточна Македонија. Првиот беше регистриран вчера во 13 часот и 12 минути со магнитуда од 4,7 степени според Рихтер. На полноќ завршува рокот за доставување на кандидатски листи за предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. Политичките партии во јавноста ги објавуваат носителите и листите за 6 изборни единици, но засега ниту една од нив не доставила листи до Државната изборна комисија. Кандидатските листи треба да бидат разгледани и потврдени од членовите на ДИК во рок од 48 часа од моментот на доставувањето, односно до недела на полноќ. Доколку се констатираат неправилности, учесниците во изборите треба да ги отстранат во рок од 48 часа. Ждребувањето за редоследот на листите треба да се одржи на 20 ноември. Истовремено на полноќ завршуваат и роковите за јавниот увид на избирачкиот список за пријавување на државјаните на Република Македонија за гласање во странство и за обновување на избирачкото право на лицата со спорни записи по последните теренски и административни проверки на избирачкиот список. Според пресекот на Државната изборна комисија, до вчера до 14 часот пријавени за гласање биле 16.720 македонски државјани кои живеат во странство, од кои 14.156 се прифатени, одбиени 206, а во обработка се 2356. Во однос на 29.858 спорни записи по последните теренски и административни проверки на избирачкиот список за регулирање на избирачкото право, аплицирале 1043 граѓани. ДИК прифатила 1005 апликации, додека 38 се во обработка. До утре на полноќ е последниот рок овие лица да го регулираат своето избирачко право. Избирачкиот список ДИК треба да го потпише на 27 ноември.
Во светот, властите во Грција стравуваат за можен нов терористички напад, откако две лица со моторцикл фрлиле рачна граната врз француската амбасада во Атина. Најмалку 4 лица загинаа, а 119 се повредени при напад врз германскиот конзулат во Авганистан. 4 лица загинаа, 119 се повредени во синоќешниот самоубиствен напад со автомобил бомба, извршен во германскиот конзулат во Мазари Шариф, главниот град на афганистанската провинција Балх, соопшти полицијата. Потпорлот на германското министерство за надворешни работи изјави дека 25 лица од персоналот на конзулатот се безбедни и оти никој не настрадал во нападот. Тој додаде дека конзулатот претрпел сериозни штети. Медиумите, повикувајќи се на извори од ДПА, пишуваат дека бомбаш самоубиец со автомобил полн со експлозив удрил во оградата на конзулатот. И потпорлот на НАТО вели дека во нападот бил употребен еден автомобил бомба, додека според очевидците имало 2 автомобила. Според локалната полиција, по експлозијата неутврден број на талибанци навлегле во дворот на германскиот конзулат. Властите во Грција стравуваат за можен нов терористички напад, откако вчера две лица со моторцикл фрлија рачна граната врз француската амбасада во Атина, при што еден полицаец бил полесно повреден. Инцидентот се случил неколку дена пред планираната за 15 ноември посета на американскиот претседател во заминување Барак Обама во Грција. Грчките антитерористи сметаат дека вчерашниот напад врз француската амбасада била добро организирана операција од искусни терористи, дека зад него веројатно стои терористичката организација група на народни борци. До сега никој не презема одговорност, но полицијата очекува некој тоа набрзо да го стори. Променливо облачно време со сончеви периоди и температура до 18 степени. Вака беше денеска последниот работен ден од оваа недела. Какво време не очекува во текот на утрешниот ден во продолжениот графичкиот приказ? Ова беше последната информација во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.